Одиме со нов разговор и нова тема во Македонија наутро. Добро утро за Катерина Тошевска-Трпшевска, професор на Економски факултет при УКИМ и координатор за општествени науки во Советот на Центарот за кариера на УКИМ. Имаме убава тема, професорке, за која што ќе разговараме, тоа е отворениот ден во четврток. Да, добро утро и на вашите гледачи. Многу ви благодарам за поканата. Да, темата е прекрасна. Еве ние како Совет за Центар на кариера при УКИМ втор пат годинава организираме ваков еден голем настан во кој што ќе се овозможи на сите средношколци што го завршуваат тој дел од своето образование да се информираат подлабоко доколку се уште не ја донеле одлуката во однос на тоа каде сакаат да продолжат да студираат. На 27 април, значи задутре практично, во четврток од 10 до 14 часот вратите на универзитетот ќе бидат отворени на сите 23 единици. Така што ќе можат слободно, кој како му одговара, можат и од другите градови на Македонија слободно да дојдат, да влезат на факултетите, да ги прошетаат, да видат со какви ресурси располага, какви кабинети, компјутерски лаборатории, мислам секој факултет е посебен за себе, нели? Така. Да се запознаат со тоа што може да им понуди. Истовремено самите факултети организираат прием на студентите во кој што сигурно ќе им раскажат и за наставните програми, за можностите за размена, бидејќи денешните студенти посебно ги интересира можноста, нели, одреден дел од периодот во студирањето да заминат во странство. Така што тоа е многу атрактивно сега. Потоа за пракса може да зборуваат каде може да обават еден дел, да речеме, додека студираат, да појдат и на пракса. Мислам сето тоа е специфично во зависност од секој факултет, меѓутоа тоа е она што ќе им биде овозможено. Во два термина, значи во 10 и во 12 часот слободно може да повелат сите заинтересирани и во сите кампуси, значи одделно. И затоа го направивме така да трае подолго, бидејќи има некој кој што може би е заинтересиран за различни науки, да кажеме, па ќе има простор да појде и на едниот кампус, да речеме на општествените науки, па потоа дали медицина, дали техничките струки или природно-математичкиот факултет, мислам, се ќе биде отворено, така што едноставно ова е како повик да слободно средношколците поминат, ги посетат факултетите и се надевам ќе добијат појасна слика за тоа, за да може да донесат подобра одлука, нели, за нивната иднина. Оти се работи за нивната иднина. Така, два пати годишно, кажавте, се организира овој отворен ден. Вака убаво звучи кога ќе кажеме Центар за кариера на УКИМ. Некако прво нешто што ме асоцира е грижа за студенти, нешто на кое што студентите може да се подпрат, да побараат поддршка и слично. Перцепцијата на јавноста е добра вака што се изразив чисто околу работата и постоењето на центарот? Да, добро што ме прашавте, затоа што практично ние како Центар за кариера при УКИМ сме релативно понова, да речеме, дел од универзитетот. Функционираме ова е втора година, а претходно секој факултет има собствени центри за кариера и кои што толку убаво сте запазиле дека треба да се грижат за потребите на студентите. И вистина за тоа се студентите да им помогнат во тој процес на наоѓање на нивната кариера. Дали ќе биде организирање на практична работа, дали контакти со компании, дали согледување на нивните интереси, да речеме, правење на некакви тестови, анализи или помош каква била, да речеме, за да можат самите студенти да се, нели, себе евалуираат, да се ги проценат сопствените интереси, па да видат каде се наоѓаат, нели? Контакт со стопанството, да се овозможи да доаѓаат лица кои што работат на тие позиции, за да им ги представат на студентите што значи тоа вие да работите. Бидејќи понекогаш и кај децата и студентите има една перцепција за некоја професија, но вистинското е кога ќе отидете да работите, може да видите дека не е тоа што сте го очекувале. И сега ние, бидејќи универзитетот се труди да биде интегриран, основан е Центарот за кариера при УКИМ, кој што ние се обидуваме сите активности да ги правиме на некој начин интегрирано и заеднички за сите, за да нема повторување, да нема поклопувања, па во таа смисла да организираме отворен ден во кој што сите факултети во исто време ќе бидат отворени, ме разбирате? Па потоа да организираме денови за кариера каде што сите студенти од целиот кампус ќе може да дојдат слободно, ќе има компании од различни сектори и во таа смисла сметаме дека ќе продолжиме со нашата работа и вистина се надеваме дека ќе се зајакнеме како Центар за кариера и ќе станеме препознатлив партнер. Мислам, именно ние почнавме, исклучуваме договори со доста компании и правиме проекти, сме направиле, да речеме, претходната година и сега имаме во план доста работи да направиме за да
станеме препознатливи како центар за кариера на УКИМ, значи на целиот универзитет. Так, за добробит и на самиот универзитет, но најмногу за сите идни студенти. Каков е интересот од искуствата, од претходните искуства за овие отворени денови што се одржуваат? Да, па одличен, добар, морам да кажам. Претходниот беше сега во ноември, добро беше посетен, секако тие што, зависно за што се интересираат, не шетаат, вообичаено знаат каде одат, да речем, малку и самите средношколци повеќе си ги знаат потребите и одат на тие факултети каде што се заинтересирани и генерално трендовите се тие како што се да речеме во периодов и тоа се чувствува и кај самите средношколци ги пратат тие, односно одат на тие факултети кои што сега се поатрактивни или тие професори каде што тие се гледаат се поатрактивни, така што доста се посетени овие отворени денови и ние ќе продолжиме 2 пати во годината и наредната учебна година да организираме. Тоа што може би интересно и можам да го најавам дека сега наскоро на 11 мај ќе организираме денови на кариера. Овој пат ќе бидат пред платото или паркингот кај техничките факултети, бидејќи лани го организиравме тој голем настан овде кај ректоратот, тоа што платото на општествени науки на УКИМ. Овој пат малку ќе се поместиме, нели, за да се почувствува дека секаде сите единки се рамноправни, да кажеме, и сите компании, преку 20-25 компании ќе бидат поканети, ќе присуствуваат со своји штандови и студентите од сите кампуси, од сите, мислам, единки може да дојдат за да се информираат и да добијат информации за нивната идна кариера, пракса и така натаму. Тоа е нешто што ние баш конкретно во периодот после отворениот ден, но сега еве во овој четврток им посветиме внимание на сегашните средношколци, односно нашите идни колеги. Тоа е фокусот моментално. Да, така, се добива впечаток и морав да го поставам и претходното прашање дека со овие активности кои што ги правите уште повеќе самата приказна на УКИМ, работата се доближува до младиот човек и до студентите. Да, тоа е некако поизразено и последниве години, што доаѓа на позитивна реакција кај младите. Да, драго ми е што го забележавте така што се изразивте. Вистина се трудиме, работиме. Еве, например, јас сум дел од тоа. Јас сум професор на економски факултет, меѓутоа еве сум во ова дел од овој Совет за центар за кариера и вистина ние сега универзитетот вложува во нас како неколку координатори што сме на одделни науки, ние се обучуваме, значи јас дел од своето време вложувам за вакви вештини да дојдеме да осознаеме, да им помогнеме и на идните студенти, и на, мислам, постојните студенти и на идните, значи на средношколците, да ги развијат тие вештини, да осознаат дека изборот им е огромен, дека само тие може да одлучат за сопствениот избор во однос на кариерата и во таа смисла и ние се обучуваме, значи и универзитетот расте и ние вистина се трудиме и со колешките, со колегите, дел од тоа да пренесеме. Значи стварно наоѓаме начин како тоа да го пренесеме, дека секој еден и студент и ученик е важен и секој за себе одговара и вистина ако само побара помош може да ја добие, мислам, во секоја смисла. И сега универзитетот вистина се труди да воспостави добри односи со бизнис заедницата, мислам, да се зајакнат, да се институционализираат, да се стават во некоја рамка за тоа да, нели, потоа едноставно за добробит на студентите да излезе, потоа нив да им користи во некоја смисла. Мислам, многу убаво сте забележале, да. И сега за крај останува само уште еднаш да ги поканиме. Ние го видовме и промотивното видео пред малку во четврток. Да, во четврток да повела, од колку часот? Од 10 до 14 часот на сите факултети на УКИМ се отворени, така што нека повелат сите заинтересирани идни студенти да се ги познаат своите идни професори. Да. Благодарам за гостување. Да, ви благодарам многу.